Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кис и Менада, а во нив ќе гледате. Жителите на многу рурални средини во Полошко немаат безбедна вода за пиење во чешмите, покажале испитувањата на Центарот за јавно здравје Тетово. Годишник одзел пари од паричник на едно лице. Одземените пари биле пронајдени и вратени на сопственикот. Во 2022 година полициски службеници на СВР Тетово санкционирале 2364 лица кои возеле без дозвола. Жителите на многу рурални средини во Полошко немаат безбедна вода за пиење во чешмите, покажале резултатите од испитувањата на Центарот за јавно здравје Тетово. Експертите причината ја лоцираат во несоодветното управување со водоснабдителните објекти. Околу 70% од руралните општини во Тетовско немаат безбедна вода за пиење. Анализите на Центарот за јавно здравје Тетово за минатата година покажале дека мострите земени од чешмите во повеќето села не одговараат по правилниците и стандардите. Дел од жителите на селата велат дека купуваат вода, а некои сепак пијат од чешма. Ја ќе преврием и ќе пием. Не ми се пие од продавници вода. Има што купував, што не пијат вода, да. Ја моментално пием од дома, ваке од чешма. Не купувам никогаш. Доктор Атко Давидовски вели дека микробиолошки неисправната вода се должи на несоодветното управување со водоснабдителните објекти. Тоа се должи пред се на немање на прописни каптажи или несоодветно одржување на истата во техничка смисла, неоформеност на заштитни зони, односно таму кај што ги има не се ни одржуваат, а ги има во многу малав процент. Застарена и подложна на чести дефекти водоводна мрежа, потполно отсутство на дезинфекција во огромен процент на населените места, на селата. Таму кај што имаме дезинфекција, рачно се врши, значи дисконтинуирано, не се врши во континуитет, како во градското подрачје. Често имаме нестручно одржување на водообјектите, иако има секаде оформено јавни комунални предпријатија, меѓутоа на многу места имаме нестручно одржување, затоа што не може да превземат титуларот јавните комунални предпријатија од местните заедници, титуларот на собственост на водообјектот. Центарот за јавно здравје има склучено договор за редовно мониторирање на квалитетот и безбедноста на водата за пиење само со општина Брвеница, а другите побарање. Материјалните средства се проблем секаде, вели доктор Давидовски. Често пати ни кажуваат ако ставиме хлоринатор за редовна дезинфекција на водата за пиење, струјата ќе не кошта толку и толку, а ние во моментов не можеме да ја платиме, затоа имаме дисконтинуирано, значи рачно се врши дезинфекција, најчесто со хлорни препарати. Меѓутоа ефектот го гледаме. Чим има дисконтинуитет, процентот на микробиолошки загадени води е голем. Водата во градот пак е безбедна за пиење, но на годишно ниво се контролира само 25% од предвидениот број мостри, според националната програма, затоа што комуналното предпријатие нема договор со Центарот. Тоа е со минимален број на мостри. И проценката на ризикот тешко може да ја направиме со таков минимален број на мостри. Треба некаде Тетово е минимален број на мостри е 420 до 440 на годишно ниво равномерно распоредени. А ние вршиме некаде околу 100 анализи, 100 мостри. Годишно. Значи 25% од предвидените.
Владата последните години сериозно пристапи кон ИПАРД програмата, верувајќи во потенцијалот на земјоделците, заложувајќи се подеднакво да се развива секој дел од државата. Нашата држава изминативе години стана лидер во регионот по искористеност на ИПАРД средствата преку ИПАРД 3 програмата. Земјата добива зголемување од 62% неповратни средства од Европската унија, истакнаа денес премиерот Димитар Ковачевски и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Владата која предводам многу сериозно пристапи кон ИПАРД програмата, затоа што веруваме во потенцијалот на земјоделците, затоа што за нас секоја педа од државата е подеднакво важна да се развива, затоа што секој граѓанин без разлика дали живее во урбана или во рурална средина, заслужува подеднаква можност за квалитет на живот. Од земја која не ги искористуваше парите од европските фондови и ги враќаше назад во Европската унија, Северна Македонија направивме земја лидер во искористувањето на средствата од ИПАРД програмата. Кој било град или село во државата да посетите, скоро секаде ќе наидете на табла дека некој проект е реализиран со помош на средства од програмата ИПАРД. За нас е многу важно што сето тоа го гледаат нашите пријатели од Европската унија и од меѓународната заедница, ја добиваме нивната подршка кон градење на економски силна и профитабилна земја, конкурентна на меѓународен план. Успешната реализација на ИПАРД 2 програмата ни донесе уште повеќе пари. Европската комисија донесе одлука за зголемување на средствата наменети за Северна Македонија за 62% со новата ИПАРД 3 програма. Во ИПАРД 2 програмата, Европската унија за Северна Македонија издвои 60 милиони евра, а за ИПАРД 3 Европската унија издвои 97 милиони евра. Тоа се неповратни пари, тоа не е задолжување на нашите граѓани, тие пари на Европската унија не треба да ги вратиме. Овие средства, како што покажавме и досега, ќе ги насочиме кон примарно земјоделско производство, преработка на земјоделски производи, развој на различни деловни активности поврзани со овој сектор во руралните средини, како инвестиции за производство на прехрамбени производи, како инвестиции за текстил, преработка на дрво, дестилати, изработка на хотели, градинки, домови за стари лица и така натаму. Се со цел и руралните средини во државата да се развиваат на ниво на кое што се развиваат и урбаните средини. Она што како новина меѓу многуте новини во ИПАРД 3, а што пројавува интерес и се поздравува од страна на корисниците, е новата можност за 50% авансна исплата на износот, односно веднаш по склучувањето на договорот од страна на платежната агенција кон корисниците. Тоа досега не беше возможно, сега со ИПАРД 3 и оваа новина ќе биде дополнителен поттик и олеснување за многу нови корисници. Преку ИПАРД програмата помагаме за развојот и модернизацијата на македонското земјоделство, набавувајќи нова опрема, механизација и проширувајќи го производството. Помагаме и генерално во развојот на стопанството, но особено со ИПАРД 3 на руралниот развој. Голема посетеност на скијачкиот центар Попова шапка на вчерашниот почеток на новата сезона. Вчера официјално започна новата скијачка сезона на Попова шапка, каде наврна речиси половина метар снег. Сончевото време и белата покривка привлече илјадници туристи, како од земјава, така и од странство. Се чини дека луѓето едва и чекале сезоната во овој скијачки центар да се отвори. Скијачкиот центар работеше со полн капацитет, а најавените врнежи следните денови се очекува да овозможат и ноќно скијање, велат од раководството на центарот. Интересот за посета на првиот ден од отворањето на скијачката сезона вчера предизвика колоната автомобили да биде долга и до 5 километри. Приведен крадец од Тетово, украденото му било вратено на собственикот. Лишени од слобода и 2 лица поради агресивно однесување кон полициски службеници. Во полицискиот билтен пријава и закаснување од куќа скитник. Во продолжение следат деталите.
Вчера во 10 часот и 45 минути пред угостителски објект на улица Маршал Тито во Тетово, полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 28-годишникот Тетово. Тој се сумниче дека претходно во угостителскиот објект одзел пари од паричник на едно лице. Одземените пари биле пронајдени и вратени на собственикот, а лицето било задржано во полициска станица. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вчера во 22 часот и 25 минути во СВР Тетово, 74 годишна жена од Тетово пријавила дека на улица Андреја Јовановски Журчин била касната од куче скитник. Вчера пак во 23 часот и 15 минути полициски службеници од полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата Тетово привеле 50 годишникот Тетовска Брвеница, затоа што агресивно се однесувал кон полициски службеници кои вршеле службени дејствија. Тој бил задржан во полициска станица и по документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Ноќеска 15 на минути после полноќ на улица Илинденска во Гостивар, полициски службеници од полициската станица Гостивар привеле 26 годишникот Гостиварско Врапчиште, затоа што агресивно се однесувал кон полициски службеници кои преземале службени дејствија. Тој бил задржан во полициската станица и по документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. Во акцијска контрола спроведена на подрачјето на СВР Тетово биле откриени вкупно 64 прекршоци за возење со брзина поголема од дозволената. Вчера во период од 8 до 20 часот на подрачјето на СВР Тетово, полициски службеници од СВР Тетово спровеле акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возила со брзина поголема од дозволената. При тоа биле констатирани 44 прекршоци надвор од населено место, од кои 30 со пречекорување на брзината до 50 км на час и 20 прекршоци во населено место. Исто така биле констатирани и 11 други видови прекршоци во рамки на акцијската контрола. На прекршителите им биле изготвени соодветни поднесоци. СВР Тетово уште еднаш апелира до возачите и пешаците да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи. Возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, а особено да бидат внимателни на повисоките места, односно на патните правци кои водат кон Стража, Маврово и Попова шапка, каде има и нов снег. Претходната година полициските службеници на СВР Тетово санкционирале дури 2364 лица кои возеле без дозвола. Полициски службеници на СВР Тетово минатата 2022 година откриле и законски санкционирале вкупно 2364 лица, односно возачи кои ги управувале возилата без положен возачки испит и валидна дозвола за тоа. Сите биле исклучени од сообраќај и изготвени им се предвидени поднесоци со парична глоба од 250 евра во динарска противредност. Толкава глоба ќе треба да платат и лицата кои им ги дале возилата да ги управуваат, иако знаеле дека не поседуваат возачки дозволи. Покрај ова, лани бил санкциониран и 571 возач почетник, кои не се придржувале кон законските ограничувања за оваа категорија учесници во сообраќајот, со напомена дека паричната глоба за овој вид прекршок изнесува 200 евра во динарска противредност. Во текот на овој месец, заклучно со денеска, бројот на санкционираните возачи без дозволи на тетовското подрачје изнесува 36, а на гостиварското 23. Секторот за внатрешни работи Тетово повторно со апел посебно до младите да не седнуваат зад волан без положен возачки испит и да ги почитуваат ограничувањата предвидени за возачи почетници, затоа што во спротивно ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот и негативно влијаат на вкупната безбедност на патиштата во поширокиот полошки регион.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!